Здраво, драги пријатели! Добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање од наш драг пријател Мартин, кој што прашање за кое што искрено повторно сум среќен што ќе го одговарам и од друга страна тажен затоа што не ми текнало да јас можеби зборувам на оваа тема и да ми дојде како идеја, али затоа Мартин фала ти многу што го постави прашањето, а сите останати прво погледнете го па ќе дадам одговор и знам дека на некој од вас многу ќе му значи. Мартин, супер фантастично прашање и да бидам искрен, конкретно протеини како додатоци во исхрана, во прав, во кутии за кои што ти зборуваш, користам и јас и тоа не е ништо ново и не е ништо ненормално и ништо нездраво или хемија како што многу луѓе се плашат да го квалификуваат. Затоа што не за джабе фитнес индустријата и индустријата за производство на додатоци во исхрана го измислила се това. Тоа е само начин како да го поедноставиме протеинскиот внес во текот на денот. Односно, поконкретно, како да го поедноставиме внесот на протеини кога можеби сме физички активни. Затоа што, кога сме физички активни, во рокот 30 до 40 минути после физичката активност, тој период се нарекува метаболички прозорец. И тогаш телото, односно нашите мускули се спремни да земат протеин за да ја почнат нивната регенерација, нормално и гликоген. И што се случува? Ти доколку имаш класична храна и класичен оброк после физичка активност, треба одредено време. Некогаш се работи за час и половина, можеби до 2 часа, за да стигне таа храна до тенкото црево и да почне да влегува во крвотокот, за да се однесе до мускулите и да почне регенерацијата, односно крпењето на оштетените мускулни влакна при физичката активност. За разлика од тоа, протеините и протеинските шејкови и сите тие додатоци за кои што ти зборуваш во прав во кутии, се на еден начин поедноставување на процесот, односно желудникот нема да троши толку многу време за да ги обработи, за да тие стигнат до тенкото црево, туку едноставно за многу брз период ќе стигнат до тенкото црево и ќе се запази тој метаболички прозорец од 40 минути за кој што е потребен за да почне регенерацијата на мускулите и да дојде протеин и гликоген до мускулите. Она што е штетно и она што луѓето ги плаши, прво недоволното информации, затоа често избрзуваат со коментари, ја не јадам хемија и така натаму, али ја ти гарантирам дека денеска луѓето многу повеќе внесуваат хемија од други извори неголи што се тоа додатоци во исхрана и од протеински шејкови, затоа што никој од нас не се прашува што стои позади паштета, позади виршла, колбасици, не знам, чипсови, благо, сокови и така натаму. И тоа е многу поголема хемија од она што е можеби протеинските шејкови, протеините за кои што ти ме прашуваш. Од друга страна, да, и во тие производи постои подобри, постојат полоши и постојат производи кои што јас лично не би ги конзумирал никогаш, затоа што нормално и како и секој друг производ и во производството на протеински шејкови и додатоци во исхрана постојат начини на производство и постои квалитет на производство и квалитет на производ. Али тука сепак ова епизода и ова шоу и емисии не се наменети за да оквалификуваат одредени производи, да зборуваме за компании. Тоа секој од нас треба да си го одлучи сам за себе, но во секој случај мое генерално мислење е дека да, и јас користам и го препорачувам затоа што тоа е еден модерен, интелигентен и едноставен начин како да внесете доволно нутритивна вредност, а конкретно кога се зборува за протеини, да, протеините многу подобро и тој протеински прав и шејк многу побрзо ќе направи ефект и многу побрзо ќе ти донесе резултат, Мартин, во она што можеби е твоја цел. Така да мислам дека ти дадов одговор и мислам дека на некој од вас им дадов насока поразлична на размислување, доколку биле можеби заробени во тој мит и во тој страв дека не, ја не јадам, ја се јадам природно, али ја ви гарантирам единствен начин да јадете денес природно е да се храните органски, а тоа е речиси невозможно во денешни услови. Така да, Мартин, фала уште еднаш и фала ви на секој од вас што ја следите оваа содржина. За денешната епизода завршувам овде. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!